Снежана. Една зима, кога крупни снегулки паѓаа од небо, една кралица везеше крај прозорецот, чии окна беа обрабени со црна абоност. Загледана во снегулките, кралицата се боцна во прстот и 3 капки крв капнаа во снегот. Свежото руменило врз белината од снегот и се стори толку убаво на кралицата, што во тој миг посака во себе: "О, колку би сакала моето дете да биде бело како снегов и румено како крвта, а косата да му биде црна и блескава како абоносот." Набргу потоа кралицата роди ќерка што беше бела како снег и румена како крв, а косата ѝ беше блескава како абонос, та и го даде името Снежана. Но на кралицата не ѝ беше судено долго да ѝ се радува на својата ќерка и таа умре набргу по породувањето. Една година кралот ја жалеше мајката на Снежана, а потоа доведе во дворецот друга кралица и се ожени со неа. Таа беше мощна убава, но премногу горда и суетна жена. Над зидот од нејзината соба висеше волшебно огледалце во кое од време на време се гледаше, зборувајќи при тоа: "Огледалце, огледалце врз зидниот тапет, кажи која е убавица прва на овој свет." А волшебното огледалце ки ја одговореше во истиот миг: "Многу убава си и прекрасна од кралица наша, и во светов со убавина никој не те надминува." Тогаш кралицата ќе се смиреше, знаејќи дека нејзиното огледалце никогаш не лаже. Снежана растеше во дворецот на својот татко како сокриен цвет. Стануваше од ден на ден се поумилна и се поубава. Дури најпосле со убавина не ја надмина и самата кралица. А кога оваа по некое време пак го запреше волшебното огледалце: "Огледалце, огледалце врз зидниот тапет, кажи која е убавица прва на овој свет." Тоа ја одговори: "Многу си убава и многу лична о кралица наша, но Снежана по убавина 100 пати те надминува." Кралицата пребледа од злоба и јад, та веднаш го повика дворскиот ловец и му нареди: "Ќе одведеш Снежана во гората и ќе ја погубиш, а мене ќе ми го донесеш нејзиното срце како доказ дека си ја извршил наредбата." Ловецот ја послуша кралицата и ја одведе Снежана длабоко во гората, па го извади ножот од појасот за да ја убие. Гледајќи дека ќе загине, Снежана плачејќи падна на колена пред ловецот да почне да го моли: "О, добар ловецу, смилувај се над мене кутрата и подари ми го животот. Јас ти се колнам дека ќе побарам за солниште меѓу дивите зверови и дека никогаш повеќе нема да се вратам во дворецот на својот татко." Трогнат од убавината на Снежана, ловецот се сожали над неа и рече: "Бегај тогаш, бегај што повргу и што подалеку, кутро дете." Не чекајќи 2 пати да й се каже, Снежана отрча, а ловецот со стрела уби една срна, да ја го извади срцето и го однесе на кралицата. За тоа време Снежана бегаше, не запирајќи се додека не падна мрак. Тогаш здогледа среде гората мала дрвена куќичка и влезе да се одмори. Во куќичката затече масичка покриена со бела покривка, 7 столчиња и 7 чиничиња, 7 лажичиња, 7 ножеви, 7 вилјувчиња и 7 малечки пехари. По должината на едниот зид беа наредани 7 креветчиња, чија постела беше бела како снег. Бидејќи беше мощна, гладна и жедна, Снежана зеде од секое чиниче по малку јадење, од секое парченце леб грицна по еден залак и од секое пехарче се напи по мала голтка вино, па се истегна врз едно од 7 креветчиња и веднаш заспа. Кога веќе добро се стемни, стигнаа и жителите на необичната куќичка. Тоа беа 7 џуџиња кои по цел ден копаа злато во редиштата. Штом изнаседнаа околу масата, забележаа дека некој доаѓал во нивниот дом. "Кој седал на моево столче?" викна првото. "Кој јадел од моево чиниче?" се јави второто. Третото додаде: "Кој гризнал од мојов хлеб?" Четвртото: "Кој се служел со моево лажиче?" Петото: "Кој сечел со моево ноже?" Шестото: "Кој се напил од моево пехарче?"
Но најмногу беше изненадено седмото џуџе кога во својата постела ја забележа Снежана. Сето возбудено, тоа ги викна другите џуџиња кои дотрчаа веднаш со светилки в раце, да почнаа љубопитно да го осветлуваат нејзиното лице. О, луѓе, колку убаво дете, извикнуваа восхитено. Гледајќи како цврсто спие, не сакаа да ја будат, а седмото џуџе таа ноќ спиеше по еден час кај секој од своите другарчиња. Изутрина Снежана се разбуди и многу се исплаши, забележувајќи околу постелата 7 џуџиња. Но кон неа сите беа толку љубезни што веднаш се смири. Како се викаш, ја обсипаа веднаш со прашања. Снежана, одговори таа. А како дојде тука, прашуваа понатаму. Тогаш Снежана им ја раскажа својата тажна приказна и нејзината неволја длабоко ги трогна џуџињата. Ако си расположена да бидеш наша домаќинка и рече најстарото џуџе, можеш да останеш кај нас колку што сакаш и верувам дека нема да се покаеш. Сакам од се срце, се согласи Снежана и така остана во куќата со 7 џуџиња. Верувајќи дека е Снежана мртва, лошата маштеа почна да ликува. Пак беше најубавата жена на светот, но по некое време, кога повторно застана пред своето огледало и рече: Огледалце, огледалце врз цигниот тапет, кажи која е убавица прва на овој свет. Огледалцето ја одговори: Многу си убава и многу лична о кралица наша, но Снежана во куќичката на 7 џуџиња, среде густата шума полна зелен мрак, со убавина и личотија, стопатите надминува. Гледајќи дека е измамена, кралицата се разлути, да нареди да се погуби дворскиот ловец, а потоа преправена во стара продавачка, кришум излезе од дворецот и со кошница полна разновидна стока поврза кон колибата во која живееше Снежана со 7 џуџиња. Откако ја забележа, веќе оддалеку Снежана помисли: Иако ми е забрането да ја отворам вратата, оваа честита старица сепак би можела да ја пуштам да влезе. И таа ја отвори вратата да ја пушти старицата в куќи. Расгледувајќи ја стоката, окото најпосле се задржа на еден прекрасен свилен појас, украсен со злато и скапоцени камчиња. Фалејќи ја многу убавината на појасот, старицата почна да ја наговара Снежана да го проба. Снежана не можеше да издржи на искушението, па на навалувањето од старицата дозволи да ја опаша, не предчувствувајќи никакво зло. Но старицата толку крвнички го стегна појасот околу нејзината тенка половина, што и го пресече с дивот и Снежана падна на подот како мртва. Набрегу потоа се вратија џуџињата од работа и силно се исплашија гледајќи ја Снежана како лежи на подот без каков и да било знак на живот. Брзо го рассекоа појасот, да ја кренаа врз постелата. Најпосле полека и се поврати с дивот и Снежана ги отвори очите. Таа старица не беше никој друг, туку самата кралица. Викнаа џуџињата во еден глас, кога Снежана им раскажа што се случило додека беа одсутни. Чувај се и не шегувај се со глава, никого да не пушташ в куќи. Откако се врати во дворецот, лошата кралица веднаш побрза кон огледалото и викна: Огледалце, огледалце врз зидниот тапет, кажи која е убавица прва на овој свет. Но огледалото пак ја одговори: Многу си убава и многу лична кралица наша, но Снежана во куќичката на 7 џуџиња, среде густата гора полна зелен мрак, со убавина и личотија, стопатите надминува. Значи така, пребледе кралицата од јад. Чекај само, овој пат ни џуџињата нема да ти помогнат. Веднаш побрза во скриениот дел од замокот, полн бувови и лилјаци, каде што вршеше различни вражања. И набрзо се врати оттаму, носејќи в рака прекрасно јаболко, чија една половина беше жолта како злато, а другата румена како крв. При самиот поглед на јадрото јаболко секому би му пошла вода на уста, но оној кој ќе се излаже и ќе ја загризе во истиот момент ќе падне мртов.
Овој пат кралицата се преправи како стара селанка. Потоа скришум излезе од дворецот носејќи врака кошница полна со јаболки. Кога стигна пред куќичката во која живееше Снежана со 7 џуџиња, таа почука на вратата. Еве јаболки, убави јаболки, ја нудеше својата стока. Снежана се појави на прозорецот и рече: "Не можам да те пуштам в куќи, добра старица. Џуџињата ми забранија да ја отворам вратата." "Не грижи се, драго дете," одговори селанката. "Волку убави јаболки, како што се моиве, лесно ќе ги продадам. А за твојата љубезност, дозволи ми да ти подарам едно јаболко." И таа и го подаде на Снежана прекрасното јаболко, чија една половина беше жолта како злато, а другата румена како крв. "Ви благодарам, добра бабичке, но не смеам да го примам," пропелтечи Снежана, магепсана од убавината на јаболкото. "Белки, не се плашиш дека е отровно," се насмеа старицата, вајдејќи ноже. "Еве, за да те смирам, ќе ја преполовам и руменава половина ќе ти ја дадам тебе, а јас ќе изедам оваа жолтата." И старицата го преполови јаболкото, кое само во својата црвена половина беше отровно. Гледајќи дека селанката со сладост ја јаде својата половина, Снежана не можеше да се воздржи од желбата и ја зеде румената половина, но што туку ја принесе до устата и ја загриза, падна мртва на подот. Кога џуџињата се вратија дома и кога ја затекоа Снежана на подот без знаци на живот, нивниот очај немаше крај. Овој пат Снежана навистина беше мртва. 3 дни џуџињата ја оплакуваа, а потоа со тага направија прекрасен ковчег со прозирен кристал и во него го спуштија телото на Снежана. Тогаш ковчегот го однесоа на блиската височинка пред нивната куќичка и таму го оставија за секогаш да им биде пред очите нивната драга Снежана. Некако токму во тоа време, еден принц, ловејќи по околината, заскита во гората и случајно помина покрај нивната куќичка. Кога на височинката го забележа кристалниот ковчег и во него прекрасната Снежана, принцот воодушевен од нејзината убавина им рече на џуџињата: "Отстапете ми го овој ковчег и убавицата во него, па ќе ви дадам се што барате." Но џуџињата не сакаа ни да чујат. "Нема такво богатство на светов за кое би ја дале нашата мила Снежана," викнаа во еден глас. "А вие тогаш подарете ми ја," рече на тоа принцот, "за да можам секој момент да и се воодушевувам од нејзината убавина, со што чувствувам дека без неа за мене нема живот." Забележувајќи толкава љубов кај принцот, џуџињата се смилуваа и му го дадоа кристалниот ковчег со мртвата Снежана. Принцот тогаш им нареди на своите слуги да го кренат ковчегот на раменици и да го понесат во неговиот дворец, но патем еден од слугите се сплетка во некакви шумски корења и од тој потрес на Снежана испадна од уста парчето отровно јаболко. Веднаш потоа таа ги отвори очите, го крена капакот од ковчегот, та стана од него, жива и здрава, како што туку да се разбудила од цврст сон. "Боже, каде сум?" извика изненадена. Принцот тогаш и рече кое и на Снежана и распазрча за се што се случи. "Ми останува уште само да ви кажам," рече на крајот, "дека ве сакам над се на светов и да ја побарам вашата рака." Снежана, на која исто така и се допаѓаше убавиот принц, на драго срце се согласи и појде со него во дворецот на неговиот татко, каде што веднаш се венчаа, не заборавајќи на свадбената веселба да ги поканат и 7 џуџиња кои стигнаа во кралската златна кочија, а лошата кралица, откако чу каква среќа дочека Снежана, одмака се разболе и умре.